Што има ново? Во Што има ново, добре дојде за професорот Љубомир Фрчковски, поранешен министер за внатрешни работи, за надворешни работи и поранешен амбасадор на земјава во Обединетите нации, воедно професор по меѓународно право и меѓународни односи. Професоре Фрчковски, добре дојдовте. Ке почнеме со една тема од домашната сцена. Дури 3 месеци по случување на трагедијата во Кочани, со истрагата беа опфатени и со обвинението и припадници на полицијата и на безбедносните служби, односно Агенцијата за безбедност, која што беше надлежна за обезбедување на дискотеката во Кочани, Пулс. Зошто ова доцнење од 3 месеци? Вие во вашите први настапи по трагедијата во медиумите упатувавте дека најодговорни за случувањата и за трагедијата се тие кои што требале да се грижат за безбедноста. Што се случува, зошто ова доцнење и дали се опфатени сите кои што треба да бидат опфатени со истрагата? Па, ова заврши, јавноста заврши работа овде, инаку беше, истрагата беше, жал, како Сарајлија пита ова, круг и у средина имате дупка, за главните што се одговорни, дупка, немаше обвинение. И тоа беше скандалозно во основа. И што е, мислам, индикативно за власта, таа се обиде тоа да го направи до крај, така со прескокнување на своите луѓе. Потоа се види дека тие луѓе се исповрзани во тие ВМРО-вски мрежи на лобисти, на спонзори, па и Агенцијата за обезбедување, и тоа све искочи на површина, бидејќи не можеше, обвинителството веројатно не можеше тоа да го прескочи на било кој начин, независно од интензивниот притисок врз него, и за среќа имаме горе-долу една листа на ја би рекол разумно обвинети они луѓе кои се вистински инволвирани. Сега ќе видиме со кое темпо тоа ќе оди и дали до крај тоа ќе заврши како што треба. Меѓутоа, трагедијата и односот кон родителите и фамилиите беше на некој начин страдалнички и да не речам бездушен на власта, независно од реториката. Они беа оставени сами, потоа беа етикетирани дека се политички манипулирани, што е многу, многу лошо. И остил лош впечаток. До денеска е таа рана ќе остане отворена, ја мислам дека ќе продолжи. Ќе видиме, мислам дека ќе ја платат цената власта за ова раководење со трагедијата де факто и на локалните избори и годината после тоа. Ова политичко етикетирање на неистомислениците, таргет на напади беа и семејствата на луѓето кои што загинаа во пожарот во Кочани, таргет се политичките неистомисленици на власта, секој кој што ја критикува. Наликува ли ова малку на она време на режимот на Груевски, односно можно ли е ВМРО-ДПМН да излезе од оваа матрица на конфронтација со оној дел од општеството кој што не размислува и не действува исто како таа политичка партија? Па, за жал, мислам дека не може да излезе. Ова е една поблага, вака една порасточена, пораскапана варијанта на авторитаризмот на Груевски, меѓутоа таа ги покажува истите елементи на авторитаризам. Знаете, во политиката прави две работи во основа. Таа ги решава конфликтите, бидејќи ако имате конфликти не можете да спроведете никаква програма, ни десна ни лева, никаква. Значи, на некој начин ги хармонизира, ги прави подносливи. Иако политиката е антагонистичка средина, заоштрени се судирите тамо, сепак хармонизација постои на некои од клучните конфликти, за да може да се владее. И второ, нуди опции за развој. Тие две работи ги работи секоја политика. И вие може да измерите ВМРО-вската политика дека таа фактички не функционира така. Она не работи тие две основни работи на политиката. Она не ги решава конфликтите, ги заострува кон политичките неистомисленици, кон медиумите, ги заострува кон сите што ја напаѓаат. Значи, постои една општа хистерија на чувствителност, као да не се во политиката, као да се некои балерини кои сега треба да владеат и да сите се потресат со тоа што они владеат. И второ, она не нуди опции за развој, туку создава еден симулакрум на ова ќе правиме, она ќе правиме, вака ќе биде, оние пари ќе ги земеме. Всушност нема развој. Ние назадуваме по сите линии. Значи имаме ужасно лоша политичка елита,
Значи, назадување у нивото на политичката елита, стравично, и во однос на нивните политички елити ВМРО-вските. Потоа имаме назадување во секторот на однос медиумите, практично растуреден систем. Потоа имаме назадување во НГО-то, тоа е распаднато и не може да се консолидира. Имаме назадување во однос на односно генерално осиромашување на населението. Практично назадуваме на начин и назадуваме во однос на меѓуетничките односи. Добро, власта се фали дека сме четврта, петта земја во Европа по економски раст. Не, знаеш, ако се... Па зема заеми, еве, договорен нели заем со Велика Британија 6 милиарди евра, со Унгарија на Орбан милиарда евра, се фали дека има резултати во борбата против корупцијата. Како ги оценувате вие овие, како да речеме, декларации на власта? Базирани се ли на факти и на вистина? Ке ве вратам на втората ситуација, значи создавање симулакруми во место нудење опции за развој реални, симулакрумот е тоа, фалењето, што го велите вие. Создавање на една ситуација дека они се развиваат, дека истовремено во надворешната политика на прашањето што прават, они одговараат ова нема да го правиме. Значи нема да го правиме она што го правеа претходните и толку е. Планот како, што ќе прават, не постои. Тоа е прилично опасна ситуација, бидејќи ние се наоѓаме, ние прво не можеме да го издржиме тоа распагање и назадување по сите основи. Македонија не може да го издржи, она е една структура на држава која е мултикултурна, фрагилна, демократијата е исто така фрагилна кај неа, развојот е многу осетлив, ние ќе се распаднеме брзо внатрешно, по безбедносни линии, и она негова желба на некој од власта дека ќе имаме второ полувреме со албанците, нема да има албанци за второ полувреме, ќе си отидат. И ќе остане овој делов на Македонија. Фактички ќе не поделат. Де факто со тој распад, со мирно, без војна, ќе не поделат. И тоа е многу опасна ситуација која они не разбираат каква држава раководат. Они немаат опции да останеме ние во хаос и во распагање долго време. Не можеме тоа да го издржиме ние. Ова што го направија на надворешен план, кај малите држави надворешната политика е 70% од политиката, она све прави. Она ве држи стабилни, ви ги носи парите, овие кредити што они ги земаат, ако внимавате како ги трошат, они практично немаат пари во буџетот, половина од кредитот со Унгарија го потрошија за буџетски расходи, што е скандал. Банка која ви дава кредит, тоа би го стопирала веднаш. Власта рече дека ќе ги троши кредитите за развојни проекти. По општините. Вие стално ме водите на линија што власта рекла. Морате да искочите од таа матрица. Затоа и ве прашуваме дали е подкрепено тоа со факти. Не, таму ако одите по тоа што рекла власта и што вие демантирате, тоа е една хистерична или хистеризирана дискусија која нема да води нигде. Ви имате факти на распагање и на назадување, не на статус кво. Ние не стоиме, ние назадуваме. И тоа е приказната која мора да ве држи до фактите. Начинот на која водат, на пример, идејата ми беше надворешната политика, која е важна за стабилизација на државата, е скандалозен. Следете го односот со бугарскиот француски предлог. Они го одбиваат, бидејќи тоа е као наоднов предлог кој е донесен од корумпирани политичари и го ја понижува Македонија. Францускиот предлог, решавање на состојбата со Бугарија, идентитетскиот проблем со Бугарија, има две прашања кои ги решават 100% во наша корист. Тоа е чистиот македонски јазик, без додатоци, што е многу важно за нас, и идентитетското прашање на прашањето на нацијата како посебна нација македонскава, го решава со тоа што бугарите ги става како малцинство во уставот. Тоа е експлицитно и имплицитно решавање на тоа прашање forever. Тоа они го доведува во прашање. Јас еднаш два пати дискутирав за тоа дека тоа прилично опасна теза, дека тоа антинационална политика, дека ако тоа го испуштиме, ние ќе дојдеме под нивото на францускиот предлог. И еве тоа им се случи. Слушнавме во Европскиот парламент. Тоа експлицитно им се случи во Европскиот парламент. Сега имате додаток на македонскиот јазик, дека тоа модерен јазик. Независно дали тоа модерен дојде од простете што ве прекинувам. Тој предлог дојде од координаторот на претеничката група во Европскиот парламент од Европската народна партија.
каде што членува и ВМРО ДПМН, рекоа дека имаат поддршка и од социјалистите, зелените и така натаму. Независно од се, гледајте, го испуштаме чистото, не амандмандирано дефинирање македонскиот јазик. Се имате амандман, модерен, добро, лош мандат, неважно, се имате плюс нешто, се имате под ниво на француски предлог. И он одговара на еден скандалозен, еден, како ви кажам, еден неодговорен, еден начин кој не сваќа што направил. Власта вели дека го спречиле. А што спречиле они, бе? Што спречиле они, човече? Они имале готово решение, го испуштиле и сега се борат со едно, второ, трето. Они ќе имаат во серија лоши решенија кои ги спречуваат. Они со тоа ќе се бават. Практично е упропастија. Таа операција, не знам дали ќе се вратат како ќе легнат на брашно па ќе усвојат дополнително таа, не знам, таа опција е отворена. Меѓутоа, нешавајќи го тоа, они практично дефинира за себе како антинационална влада. Тоа е антинационална влада. Практично они го испуштија главното решение за нас и сега се мучат. Он дава изјава, видите, не било тоа значи само бугари во уставот, него имало позади тоа. Знаете, конспиративните теории се инструмент на глупавите луѓе да изгледаат паметно. Демек, има нешто за тоа, не ова што ние го гледаме, има нешто за тоа, јас знам што е тоа. Тоа е глупаво решение. Вие на маса имате решение кое вас ви одговара 100%. Вие треба го земете и да го бетонирате и од таму да одите понатак. Да. Они сега се под нивото на тоа што го имаат и не сваќаат што направиле. Они мислат дека се борат за национално добро. Тоа е скандалозна некомпетентност. Што има ново? Што